Едно големо браво за сите овие 3000 жени и девојки кои што вчера учествуваа на маратонот Авицена. Се враќаме повторно од тамо во студиото на Алфа телевизија и време е за првиот разговор ова утро. Ке го почнеме понеделнички, ќе ја почнеме неделата понеделнички со смеа, со комедија, така нека ни почне, еве, из целиот ден, денеска јако е надвор тмурно и дождливо, ние сме тука да ве расположиме, малку да ве насмееме, а и така нека ни тргне целата ова недела, цветна недела која што е до Великден. Ова утро наши ваш гостин е Жарко Јовановиќ, кој што ни пристигна од Куманово, вработен во театарот во Куманово и стендап комичар, се занимава со комедија. Така. Жаре, добро ти утро. Добро ни дојде во утринската програма. Ирена, добро ве најдов. Се надевам дека ќе биде малку интересно за гледачите да направиме некоја интересна шала, вака во ова дождливо утро. Нели? Жаре, го гледавме заедно прилогот. Сакам да те прашам дали трчаш, дали спортуваш, бидејќи си млад и актер си, нели, треба да ја одржуваш твојата форма спортска. Да, па бев на Скопскиот маратон, сега што беше последниот. Трчав полумаратон. Ова година може и маратон ќе биде, не знам. Ама ние глумците повише сме за оној маратон у кафана, знаеш, у разни дисциплини. Дисциплина вињак, дисциплина на ракија, дисциплина пиво. Значи, тебе што најдобро ти оди? Па мене, која дисциплина? Види, јас сум она на вињак и ракија, таму сум полумаратон. Мислам, толку можам, а у пиво таму веќе идам на маратон. Браво. Ама добро, ќе треба малку, нели, да ги направиме работите, еден баланс, за да ова година стварно имам план да излезам на маратон, тоа дефинитивно. Оној правиот, вистинскиот што е. Жаре, за почеток да кажеме кој е поводот за тоа што си наш гостин ова утро. Тоа е оно што ќе се случува во недела, во среда, во јавна соба. Со почеток во 21 часот во организација на Златен Зап, твојата стендап комедија Сам против сите. Точно. Поздрав до Владо и до Марија. Поздрав Владо, поздрав Марија. И сега да ни кажеш интересен наслов, Сам против сите. Да, против сите. Што ќе се случува таа вечер? Како ќе изгледа тоа да си сам против сите? Па, ќе пробам да се изборам сам против сите тие мои ликови што ги имитирам веќе некое време, значи што ми се у глава постојано, значи морам да се изборам сам против сите. Или другиот насловот, јас сам, а тие 20. Сега ќе видиме кој ќе победи, не знам. Ова ќе се случува во среда, во јавна соба, со почеток во 21 часот. Ќе се сложиш да доделиме на еден наш гледач 2 билети. Еве, од режија веќе да ги повикаме гледачите, оној кој што прв ќе ни се вклучи овде во студиото, ќе си добие 2 влезници и ќе може да биде гостин и да ужива во комедијата на Жаре, што ќе се случува во среда во јавна соба. Така. Да се продолжиме со нашиот разговор. Ти си актер во театар во Куманово. Точно. Да ни кажеш кој е репертуарот на Кумановскиот театар и што подготвуваш во моментов. Подготвуваш една представа која што премиерно ќе се изведе на 27 април. Април, така. Тоа е представата За кого бијат камбаните во режија на Мартин Кочовски. Моментално работиме на таа представа, веќе сме влезени во долги проби. Не знам, мислам дека тоа ќе биде интересна представа. Сега е тоа во Куманово и не знам кој би, ако сака некој да дојде да ја погледне представата, дали од Скопје, дали од било каде, тоа секако е добре дојдено. Станува збор за една доста емотивна представа, можам да кажам, со доста емотивен набој внатре во неа, затоа што самиот режисер Мартин Кочовски прави такви представи, големи представи. Сега, работата е што таква представа може и овде, например, во Скопје да помине, не знам, може би подобро, како и многу други представи, затоа што, да кажеме, гледано искрено, тука во Скопје, самата култура на гледање на представи е поголема, можем да кажем. А оно што се прави во другите градови, да кажеме, дали Куманово, дали Прилеп или не знам што, има квалитетни представи и актери кои што играат, меѓутоа не знам колку, нели,
таа посетеност е иста како овде, а вреди да се погледнат тие представи, затоа што стварно вредат. И сега јас себе што го кажувам за представата за кого бијат камбаните. Тоа е представа која што збори за шпанската граѓанска војна, нели? И за една љубов која што се случува во еден така специфичен период. Сега тоа на нас актерите ни е многу важно, а на другите може и на нив би ги заинтересирало да дојдат да гледат. Така да убаво е да се посетат такви представи, да. затоа што верувате и нашата екипа многу се вложува во тоа и баш би било убаво да некој ако може да го погледне тоа. Ти си комичар, така, се занимаваш со комедија. Меѓутоа, Меѓутоа, пред да си го продолжиме разговорот, јас се извинувам што морам да те прекинам, бидејќи имаме гледач на линија. Добро ви утро. Добро утро. Сакам да ве прашам дали сте слободен во среда, во 21 часот да дојдете во јавна соба и да уживате во комедијата на Жаре. Дали сте се јавувате од Скопје? Да, од Скопје се јавувам. Одлично. Ке си ги оставите вашите податоци во режија и 15 на минути пред почетокот на представата, значи некаде 20:45, повелете со вашето име и презиме во јавна соба и ке може да уживате во она што Жаре ќе ви го подготви таа вечер. Ви благодарам. А ќе биде интересно тоа дефинитивно. Да. Со оглед на тоа за каков комичар станува збор, нели Жаре? Жаре, да продолжиме со твоите почетоци. Така. Ти си млад актер, 28 години. Да. Така, што те мотивираше, кој беше твојот идол за да почнеш да се занимаваш со глума? Како тргна твојата приказна? Мојата приказна, еве сега ќе ви кажав. И како се развиваше. На 18 години мислев дека ќе бидам во Холивуд. Аха. Нормално мора така да размислува секој млад човек, нели? Кога се запишав ја на факултет, гледам како стојат работите, викам така дока втора година, па викам и до Белград да се отиде, викам не е лошо, знаеш. Како одеше времето, сега дипломирам, па гледам како по театри, што ќе биде, кој како, знаеш, се влага, знаеш, тоа е како одат тие работи. Викам, па и уманото не е лошо, викам, у Скопје, нели, наш најголем театар. Помина после 2 години, откако, нели, јас завршив, гледам, нема ништо работе, фон на ова, друго. Па викам, Куманово не е лошо, нели? И така, тој е мој пат од Холивуд на кај Куманово, не обратно, нели? Ова, браво, навистина. Супер, Жаре. Она што имаш по тоа што си познат кај гледачите, е тоа што имаш твој YouTube канал и твоја стенд, таму имаш Ајде да зажмуримо. Тоа е Кумановски или Ајде да зажмуримо. Да ни кажеш како дојде до идеја, кои ти се соработници? Може. Каде црпиш инспирација, имаш секој ден инспирација премногу во нашата. Постојано, сега да излезеш надвор имаш инспирација колку сакаш и ова што се случува, нели, моментално постојано кај нас. Што можам да кажам за мојот канал, тоа го направив за да биде, нели, една форма на стендап. Зошто е на Кумановски, ајде да зажмуримо? Затоа што оној што се занимава со стендап комедија, тоа треба да го прави на својот дијалект, да кажем, или она што е негов природен говор. Така да, затоа е и така напишано, затоа што е стендап емисија некоја, не е, да кажеме, некоја официјална програма, телевизиска, па тогаш би се, нели, одело по некој стандарден јазик литературен, затоа е на тој начин подпишано. Инаку, тоа го правиме со мој пријател, Мартин Славољубовски, кој што е камерман и тој ме снима, тој ми ги работи видеата исто така, значи ги монтира, се што треба. Значи, голема заслуга има тој за како се прават, нели, таа финална продукција. И таму во видеата се сите ликови кои што може да се најдат, кои што ги постојано имитирам, значи во различни ситуации ставени. Тоа првим почна како стендап, јас правев прво стендап низ места и потоа решив да го истото да го преточам као видео. Менувањето на ликови, оно што ќе го правам сега во среда, од еден лик во друг постојано. Тешки ли се тие трансформации, Жаре? Да се трансформираш од еден во друг лик, бидејќи ти сепак влегуваш, нели, во... Да,
Па добро, некогаш ако ги има 5-6 па ќе си спомниш као, чекај, оп, сакав да видам сега сакав да видам, не знам, кој, ајде, Стево Пендаровски ќе излезе Ѓорѓи Иванов. Абе требаше, знаеш. Така и од ситуацијата, знаеш. А иначе не е тешка толку трансформацијата затоа што тоа е имитација. Да. Имитација е нешто што се учи на факултет во прва година, нешто што е, како да кажам, примарно нешто. Колку време се подготвуваш? Колку време ти е потребно да се подготвиш во еден лик? Па го гледам, можеби. Мислам, не е ни некоја подготовка тоа. Можам да кажам дека најмногу е поради тоа што постојано ги гледаме тие личности и тоа некако влага во слухот, знаеш, како зборуваат, како и не треба некоја посебна проба, туку знаете, одма. Да. Она што ми кажа на почеток е дека тога кажа дека имаше желба да одиш прво во Холивуд, ама тоа не ти успеа, па заврши во Белград малце, нели? Да, тоа Тамо да. беше во театар. Да ми кажеш твоето искуство од Белград, од Србија и ако може да направиш една споредба, Да. каква е театарската сцена во Србија, каква е кај нас? Бев во Белград, само што дипломирав, бев во КПГТ, Казалиште, позориште, гледалиште театар, театарот на Љубиша Ристиќ. Таму играв една сезона, јубилеј на 40-та. Играв 3 представи, Совање публике, Ричард III и Љубавна прича. Не знам, тоа е на еден од најголеми режисери на овие наши простори, уште од времето на Југославија, Љубиша Ристиќ, кој што и порано правил спектакли, а и многу наши македонски актери учествувале кај него. Да тргнеме, не знам, Кирил Попхристов, што го имитирам, значи тој исто така бил дел од театарот. Ана Костовска, која што и моментално е активна таму и спрема представи, баш мислев да одам да ги гледам сега, затоа што сега јас во Куманово тука имам ангажмани, ама секогаш се отворени за соработка. Значи, еднаш кога ќе отидеш во тој театар, таму си како дел од тоа семејство, така да можеш постојано да се вратиш со нив и да играш представи, да дури представите кои што постојано одат на репертоар, можеш да одиш да ги одиграш, кои што се активни, а тие представи се од тој гвозден репертоар нивен и постојано се играат. Значи, а тој е гениалец, значи Љубиша Ристиќ правил секогаш спектакли, си играат на отворено, значи Ричард III во кој што играв, тоа се играше на Калемегдан на отворено со гајди, со свита, тука се палеа бакли, значи баш прави едни спектакли. Субава возбува да раскажуваш многу. Сакам да те прашам, повеќе ти лежи комедија или еве вака овие поозбилни улоги? Како Ричард III. Јас тешко ми е да те замислам како Ричард III. Па добро, јас некако цело време се врзувам за комедијата, не знам дали така е по стендапот или видеата што ги снимам. Меѓутоа и порано, дали испити на факултет кога сум имал комедија, можеби оделе подобро, комедиите во театар, ама исто така и драми, озбилни представи кои што се како еве сега што ја правиме, ова представата што ја правиме доста емотивна како што кажав на почеток, значи и покажува една љубовна приказна во време кое што и не е баш сјајно, значи тој шпанска граѓанска војна. Секогаш такви представи биле убави за гледање, големи кога покажуваш една љубовна врска во некои турбулентни времиња. Да. Тука секогаш има некоја поетика. Да се навратиме ние сепак на комедијата, да те прашам кога си на стендап. Да. Што ти е битно кога стоиш пред публиката? Дали ти е битно колку често тие се смеат или она што го кажуваш ти, она порака што им ја пренесуваш на тие настапи? Порака у пошта. Не, за стендап мора да биде смешно. Значи, тоа е правилото. За представа, да. Значи, тука можем да кажем дека има нијанси. Значи, за представа треба да биде, нели, што кажуваме, што е позадината, што е пораката. Стендап, мислам дека во главном тоа е тезга, нели? Тука
целта е смејата, да не се лажем. Се сложуваш ли дека на секој 10 до 13 секунди потребно е публиката да се смее? Па сега нема тука некоја математика или формула по која што се прати сето тоа, ама да, нормално, дека треба тие панчлайн што доаѓаат да бидат на побрзо време, нормално. А меѓутоа и не само ако е стендапот, и тука треба да исто така е важно. Секогаш е важно што пренасаме. Значи, иако тука примарна цел е смејата, нели стендапот, меѓутоа мора да знаеме што пренесуваме, да каква е шегата, на кое ниво е. Нешто и сепак кажуваме и со стендапот. Мојот стендап е, можам да кажам, критички настроен. Значи, сите видеа што ги правам се многу битни. Имитацијата сама по себе е гола имитација. Тоа и животните знаат да имитираат. Птици имитираат други птици и слично. Значи, не е некоја филозофија, ама она што го кажуваме, позади онаа сатира што е, тоа е битното. Така. Кој жаре приватно? Што сакаш да гледаш приватно? Кој филм, кој жарн, кој ти е омилен актер, актерка? Каква музика слушаш? Па добро, јас слушам секакви жанрови и гледам секакви жанрови. Тоа мора да е така, значи секој актер мора да биде сестран, не може да се насочиме на само едно, ако сум сега јас повеќе со комедија, па да гледам само тоа. Ама да, сакам да гледам и комедија, ќе кажам ете и кои ми се од секогаш биле уште кога почнав да се занимавам со ова интересни актери. Значи, не знам, Джим Кери од секогаш ми бил интересен, Робин Вилијамс, и тука сватив дека има може некоја врска затоа што тие и се бават со импресии, имитации, или кај нас, не знам, Сашко Коцев, нашиот Кумановец, значи секогаш ми бил интересен. Вие сте кумановци, сите познати по дека сте добри актери. Куманово дава добри актери. Да, така некако испаѓа на крај. Кажи ми, младите, мислиш ли дека доволно одат на театар? Имате ли млада публика? Да, па млада публика нормално дека имаме таа и остана кај нас, пошто повеќе гледаме дека на некој начин тие се тие кои што доаѓаат од средна школа, кои ќе дојдат да изгледаат некоја представа, затоа што во другите градови, како што кажав на почеток, една премиера, 2 репризи, за жал, толку е. Тоа е проблемот. И потоа тогаш останува таа млада публика што ја спомнавме, што можеби после ќе сака да се занимава со театар, од средни училишта па доаѓаат да гледаат. Да. Вера, би пробал ли да глумиш во филм? Или можеби некоја телевизиска серија? Кој не би пробал да глуми во филм? Во каков? Ова представите што викаат едни, тоа што мораме да го работиме. А филмот да се појави, што е сосема нешто друго. Како ка? Холивуд. Мислам, јас сум повеќе од секојаш бил за ова кинематографија од овие наши простори. Значи европска, балканска, не знам. Сме имали од секојаш добри филмови. Кога зборам кај нас, не зборам само за тука Македонија, него за пошироко југословенскиот простор. Лично одиш често на театар? Или во кино? Па да, постојано. Значи секојаш кога има некој нов филм што треба да се види, дали наш, дали од странска продукција, нормално одам да го погледнам. Ке сакаш нешто за крај, пред крај на разговорот? Можеби имаше сега снимено една пица македонска. Да. Така беше по Максим Димитриевски заедно ја подготвувавте, па да ни го кажеш рецептот ако сакаш, еве. Да го споделиш рецептот со нашите гледачи. Па видете, вака што ви кажал Максим Димитриевски, нашиот градоначалник, во пицата ќе си ставите, значи, доматчиња, црвен како Македонија, да видите, црвен домат, пиперка ќе ви треба една, како што вели Максим Димитриевски. И, драги гледачи, сето тоа го ставаме и кумановци знаат дека сето тоа се става во форма на кружен текст, затоа што човекот прави кружни кај нас многу и затоа сака да ги направи во кружна форма, значи кетчапот така го става доскоро. Тоа е тоа. Тоа е еден од ликовите, од многуте кои што ќе бидат прикажани тогаш во среда. Значи,
остануваат уште малку карти, како што знам, како што ми кажа, од продукција. Така да, цената е 200 денари символична, ама мислам дека ќе биде стварно доста интересен настап. Сакам да те прашам уште каде се гледаш, ни кажа дека во моментов работиш, ќе подготуваш твојата драма, представа која што ќе биде на 27 април. Меѓутоа, каде се гледаш во иднина? Па, во иднина... Или што следно може да очекуваме од Жаре? Уште ќе не засмејуваш, така мислам дека тука не престануваш. Да, тоа секако дека ќе има уште видеа и како ова последново видео што испадна нели со градоначалникот наш Максим Димитриевски. Може да се снимат со уште некои гости, ќе видиме, тоа е некој план. Може ќе се појават да се охрабрат уште некои на таков чекор. И она понатаму што го планирам исто така што се однесува до театарот, нормално и тука имам своји планови. Може би во Белград повторно со таа екипа, секојаш кога сум слободен. Нормално тука се представите во мојот матичен театар, Кумановскиот, за денови на комедија ќе треба да припремаме нова представа, фестивалот што доаѓа во октомври. Така да ќе видиме од ден за ден како. Во секој случај имаш многу работа, многу смеа. Многу смеа, многу материјал надвор за таа смеа. Така е. Ти благодарам што ни беше гостин во студиото. Викавме 20 минути, дали ни е малку многу, мене ми помина многу брзо. Разговорот ни се движеше вака малку озбилно, малку смеа, малку озбилно, малку смеа. Так. Понеделнички нека ни тргне и денот, и неделата нека ни тргне убаво на смеа. Јас ти посакувам убаво да си поминеш како ти, така и сите кои што ќе дојдат да те гледаат на настапот во јавна соба во среда во 21 часот. Ти благодарам, ти посакувам среќен пат за Куманово, или може би ќе останеш малку во Скопје денес, не знам какви ти се плановите. Па може да останеме малку да се видиме со колеги и така. Така.